не заборава. Значи, прво членот што го цитиравте не е тој. 24, членот 24 не го регулира тоа, туку членот 25, во кој што убаво пишува на некој од светските јазици. Проверете. Во решението на Одборот за акредитација и во изјавата на председателот се вели дека ќе било на бугарски јазик. Тврдам, тоа не е светски јазик и обајцата знаеме дека е така. Тоа е првото. Ама, во законот има едно чудо, други услови. Двајцата знаеме дека, ако ректорот на овој универзитет вели дека имаат двајца кои завршиле бугарски државјани тамо и можат на англиски, тоа не е доволно. Намерно не ви ги читам за да не ве заморам. Меѓутоа, во членот 68 има услови за основање на самостојна високообразовна установа. Едно чудо. Од професори, кои што 50% од часовите ќе го држат и така натамо. Листата е огромна. Ништо од тоа не беше исполнело. Точно е дека ние дознавме дека Националната агенција за квалитет дала акредитација со важност, зборувам за Бугарија, од 2024 година, врз основа сега на позитивен извештај на Одборот за акредитација од 6 мај. Ама овие услови не се исполнети. Ама јас ве уверувам дека секоја држава пред или секој одбор за акредитација, секое министерство, пред да дозволи отварање на некој друг универзитет овде, оценува што? Кредибилитет. Нема ова законот, не може ние во однос на странците кога ќе посакаат секој и ќе им дозволиме. Не, ќе им дозволиме на оние кои што се подобри од нас и од нашите универзитети, за да има вистински надпревар и прогрес. Двајцата овој универзитет ништо не може да придонесе. Значи, нашите универзитети, ако се подобри, може подобро знаење да обезбедат. Да не ви читам, значи, јас ве уверувам дека условите не се исполнети, дека она што го велите вие, тоа е од Велико Трново, ама овде е Свети Николе и уште при Сеславјанскиот универзитет, уште една невозможна ситуација, сега под патронажа, знаете зашто е тоа? Па затоа што не може да има 5 програми, не исполнува услов, бидејќи за да се отвори универзитет, треба да покрива барем 5 програми, 5 области. И затоа, значи, е тоа под закрила на Сеславјанскиот универзитет. Не мислам дека е ова добро решение. Не мислам дека ќе го крене квалитетот на знаењето. Мислам дека е само, како што ви се заблагодари ректорот, уште една добрососедска одстапка, која ниту на студентите, ниту на знаењето ќе им донесе прогрес. Дали сте задоволни од одговорот? Не сум задоволна воопшто. Одговорот беше чиста импровизација, беше немам дополнителни прашања. А немате дополнителни прашања. Одговор на второто прашање ќе даде заменичката на